Доживотна казна затвор доби Стојанче Зарков, кој во август минатата година со нож во семејната куќа во Штип ја уби неговата 84 годишна мајка. Според судот, тој со умисла во семејниот дом во Штип ја убил мајка си, па настанот го пријавил на телефонскиот број 112. На ден 8.8.25 година околу 02:00 часот во семејниот дом на улица Страшо Пинџур, број 19, место каде што живее, со директна умисла, кога бил свесен за своето дело и го сакал неговото извршување по претходна вербална расправија со неговата мајка, покојната Марија Заркова од Штип, родена 1941 година, при вршење на семено насилство ја лишил од живот на начин што со употреба на метален нож со зелена рачка, со заоблен врв и метални запци на сечивото и нанел убодна рана на левата половина од вратот, при што дошло до пресекување на заедничката каротидна артерија, од која истата искреварила до смрт, пошто во 0,2,09 часот по мобилни телефон се јавил на телефонскиот број за итни случаи 112 на ЦУК и на дежурниот оператор ги изговорил следните зборови: "Друже, слушај малку сега. Не сакај ќе ја забоде мајка ми. Не се заебавам. На улица Страшо Пинџур број 19. Пресечење ја каротидната артерија, ја преживее, ја нема да преживее." Во казната до животен затвор му се пресметува и времето поминато во притвор. Зарков и претходно во 2 наврати бил осудуван за семејно насилство кон неговите сега починати родители за грозување на сигурноста. Во изречената казна затвор доживотен затвор на обвинетот Стојанче Зарков од Штип се светува и времето поминато во притвор, сметано од 8.8.25 година, кога му определена мерката притвор, се до трајањето на притворот, односно до правосилноста на пресудата и отпочнување со издржување на казната затвор. Зарков изминатиот период не призна вина за делото, а во неколку наврати на рочиштата посочи дека не се сеќава дали тој ја убил неговата мајка или не. Адвокатот по службена должност кажа дека ќе се поднесе жалба на одлуката за доживотна казна затвор.